Утрински стихови од Библијата. 7 август. Го минувам во жал животот мој. Го минувам во жал животот мој и годините мои со воздишки. Изнеможи силата моја и коските мои се свиткаа. Псалам 31:10. Исус ги знае околностите на секоја душа. Колку е поголема вината на грешникот, толку повеќе му е потребен Спасителот. Неговото срце на божествена љубов и сочувство е најмногу привлечено кон оној што е најбезнадежно заплеткан во стапиците на непријателот. Со својата крв тој ги потпиша документите за ослободување на човечкиот род. Кога по гревот што го измами Исав, Јаков избега од домот на својот татко, тој беше оптоварен со чувство на вина. Осамен и отфрлен каков што беше, одвоен од се што го правеше животот драг, мислата што над сите други ја притискаше неговата душа, беше стравот дека неговиот грев го одвоил од Бога, дека е напуштен од небото. Во тага, тој легна да се одмори на голата земја. Околу него само осамените ридови, а над него небото осветлено со звезди. Додека спиеше, чудна светлина се распрсна пред него. И ете, од рамнината на која лежеше, огромни сенчести скали, како да водеа нагоре кон самите небесни порти, а по нив ангели Божии се движеа нагоре надолу. Додека од славата горе се чу божествен глас со порака на утеха и надеж. Така на Јаков му беше објавено она што ја задоволи потребата и копнежот на неговата душа. Спасител. Со радост и благодарност виде откриен пат, преку кој тој, грешник, може да се врати во заедница со Бога. Таинствената скала од неговиот сон го представуваше Исус, единствениот посредник за комуникација помеѓу Бога и човекот. О, да размислуваме за неверојатната жртва што е направена за нас. Да се обидеме да го цениме трудот и енергијата што небото ги вложува за да ги спаси изгубените и да ги врати во татковиот дом.